Почитувана колешке, јас не знам до кога ќе го споменувате Скопје 2014 година. Зарем не ги гледате, колешке, групите на туристи кои што стигнуваат во Скопје, желни да се сликаат токму пред проектот Скопје 2014 година. Па вашите министри, колешке, се сместени во дел од проектите од Скопје 2014. Вашиот премиер го вози Мерцедесот, за кој што вие постојано критикувате. Кажувате дека средствата биле големи. Еве јас ќе ви кажам што велат од Хотам. Загрижувачко намалување на бројот на домашни и странски туристи, како и ноќевања, покажуваат официјалните статистички податоци. Ова намалување е најголемо споредбено со сите земји од регионот, што упатува на заклучокот дека мерките за позиционирање на земјата како дестинација на меѓународниот туристички пазар се најслаби од сите држави во регионот, а загубата на бројот на туристи и ноќевања е процентуално највисока. Значи не ви држи фактот дека средствата биле доволни за развој на туризмот. Македонскиот туристички сектор е во лоша состојба и се уште има потреба од поддршка. Предвидувањата се дека бавно ќе закрепнува, се очекува и понатамошно намалување на бројот на туристи и ноќевања, доколку не се променат пристапот и политиките. Значи дефинитивно нешто треба да се менува и некој треба да менува нешто. А кој, ако не власта и одговорните за туризам? Обновување на пазарот и достигнување на перформансите од 2019 година, од Хотам велат дека се очекува најрано во 2023 година, а најдоцна до 2025 година, уште една потврда на она што го велам дека не смеевте да ги кратите средствата за туризам. Бројот на ноќевања е намален за 600.000, бројот на ноќевања од странски туристи е намален за 550.000, што е пат од 65%. Нашата земја има најмал буџет за туристички маркетинг во регионот и заради тоа регистрираме и најслаби резултати. Пак ќе прашам, кој е виновен ако не власта и одговорните во туризмот? И за крај ќе кажам дека зборовите ги одредуваат нашите дела. Значи, она што ќе го кажеме, ги одредува нашите дела. Нашите дела го одредуваат нашиот карактер, а нашиот карактер ја одредува нашата судбина и судбината на граѓаните на оваа држава. Ви благодарам. Ви благодарам.